Крај за неколку месечната мизерија на 60-годишниот Иво Марковиќ од Скопски Карпаш, кој со недели лежеше неподвижен во својот измет. Откако Алфа Викендов објави историја за неговата агонија, институциите се разбудија. Министерката Јована Тренчевска денеска не се појави пред неговиот дом, но прети екипа од Центарот за социјални работи Карпаш и брза помош, со кои тој беше итно пренесен во клиничкиот центар 8 септември. Со месеци за Иво се грижеле соседите, а институциите кренале раце, се додека ужасната слика од неговиот дом не беше јавно објавена. Тој е србин и е заглавен во лавиринтот од институции вадејќи македонски лични документи. Од Центарот за социјални работи ветија дека ќе преземат одговорност. Ние дознавме, ви кажа, во четвртокот, неговите соседи, кои што се многу грижливи луѓе, има среќа човекот што до ден денеска се грижеле за него, без нели да известат било која институција, поднеле барање за државјанство, меѓутоа се уште нема никаков одговор. Ке превземеме ние како Центар нели за социјална работа да помогнеме во сето тоа да се извадат документите што е можно побрзо. Освен соседите, помош пружиле и од Црвен крст. Од таму, негователи 3 месеци му носеле храна и лекови на Иво и се грижеле за хигиената во станот и за неговата здравствена состојба. Екипа на Алфа телевизија за прв пат го посети Иво во саботата. Ужасна реа се ширеше од вратата, а ниту утрината, глетката не беше поинаква. Да викнеме брза помош да те сместат? Иво Марковиќ ја доби потребната медицинска помош и нега, но дали ќе има и решение на неговите проблеми зависи од надлежните и нивните ветувања. Тој треба да добие конечно сместување во гериатрија, доколку остане неподвижен и немоќен да се грижи сам за себе. Судбината на Иво ја делат многу граѓани во Македонија. Осаменоста и не им е најголемата мака во оние моменти кога се оставени на милоста на соседите и на милоста на македонските институции.